повеќе медиуми добивме прашање на иста тема, а тоа е дали СДСМ ќе ја прифати резолуцијата предложена од ВМРО-ДПМН. Позициите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во однос на македонскиот јазик и на македонскиот идентитет, како што реков и во самата пресконференција, се кристално јасни и многу пати досека потврдувани и кажани во јавноста. Македонските идентитетски линии им се јасни на сите, и на нашиот народ, и на целата меѓународна јавност. Доколку Христијан Мицкоски и ВМРО-ДПМН не се сигурни во тоа, ако им треба потврда и во рамки на парламентот, ние, како конструктивно парламентарно мнозинство, без никаков проблем може да направиме и таков чекор и ќе ја прифатиме резолуцијата таква каква што е, каква што всушност видовме од медиумите. Затоа што официјален предлог до нас како пратеници нема. Значи, согласно Уставот, ВМРО-ДПМН треба официјално до секој пратеник да ја испрати резолуцијата, секако ние, како што реков, како одговорно мнозинство ќе ја прифатиме таква каква што ја гледаме во медиумите. Со тоа би сакал да ги известам и граѓаните и да соопштам дека избиваат на површина буквално сите лаги кои што ги пласира ВМРО-ДПМН и Христијан Мицкоски во однос на национално предоство, во однос на загрозувањето на нашиот македонски јазик и македонски идентитет. Со тоа, уште еднаш, испраќаме силна порака до сите дека апсолутно македонскиот идентитет, македонскиот јазик се затворена тема и тоа треба да им биде јасно на сите. Со сигурност дека нема да дозволиме македонскиот идентитет да се користи за партиски препукувања. Тоа како одговорни политичари имаме обврска да го направиме. Македонскиот идентитет е светост која што е повисока и поважна од рейтингот на Христијан Мицкоски и ВМРО-ДПМН. Испраќаме силна порака дека ќе работиме силно на интеграција во Европската Унија со заштитен македонски јазик и со заштитен македонски идентитет. Благодарам, доколку има дополнителни прашања, повелете. Нема, благодарам на вниманието.